По период на силни ценовни шокови, владата уверува дека инфлацијата влегува во фаза на стабилизација. Надлежните тврдат резултатите се видливи, но предупредуваат дека состојбите не можат да се променат преку ноќ. Очекувањата на власта се дека во Македонија ќе има пониска инфлација од земјите во регионот и дека годинава нема да надмине 3%. Премиерот Мицкоски вели дека исклучок е само Србија, каде има ограничување на цените, но додава дека веднаш по укинувањето на мерките, инфлацијата таму ќе вивне. Кога ќе ја споредиме стапката горе-доле е иста како во регионов, освен во соседна Србија, каде што е 2,2-2,3, поради тоа што они имаат онаа мерка со ограничување на цените на производите. Првиот момент кога ќе ја напушта таа мерка, тогаш сето ова ќе се нивелира и најнаш ќе имаат пик, бидејќи ние тоа го видовме една година пред они тоа да го имплементира. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кучовска оценува дека претходната власт ги оставила трговците да работат без никакви контроли и да ги зголемуваат цените, со што тоа им преминало во навика. Според неа, за да се искорени оваа пракса, ќе биде потребно време. Истакнува дека циклусот на раст на платите и цените морал да заврши со стабилизација, но дека најголемиот товар и натаму го чувствуваат граѓаните кај основните прехранбени производи, кои се неопходни и не можат да се заменат или одложат. Ние тогаш кога зборувавме превземете мерки, сеќавате, јас многу често го зборував во тој период стоковите резерви да се користат, се она што може да се направи за да не отидат цените нагоре. Претходната влада не го спречи. И сега вие кога ќе ги научите фирмите дека за нивниот производ со повисока цена има продажба, многу е тешко да го вратите назад. Освен справувањето со инфлацијата, друг главен фокус на власта е и зајакнување на меѓународната економска позиција на државата. Особено значаен, според Мицкоски, е договорот со Соединетите Американски држави, кој му овозможува на македонските компании да извезуваат одредени производи со повластени царински тарифи. Станува збор за 62 до 64 земјоделски, прехранбени, фармацевтски и производи со напредна технологија, за кои тарифите се движат од 0 до 6,5%. Со подпишувањето на договорот со САД, Македонија влегува во групата на привилегирани трговски партнери со помали давачки. Трговската размена меѓу двете земји изнесува околу $600 милиони, при што Македонија остварува поголем извоз отколку увоз. Самиот договор по себе е единствен надвор од Европската унија, со тарифи исти какви што има Европската унија и Обединетото кралство, но пораката е силна. Пораката е силна и самиот твит, односно порака на високиот трговски представник на Соединетите Американски држави, кој што на ниво на секретар господинот Грир, дека испраќаат порака кој е нивниот најсилен партнер во регионот, а тоа е нашата Македонија. Премиерот вели и дека владата посветено работи на решавање на проблемот кој го имаат македонските транспортери со новите европски правила за престој, а се преговари за зголемување на квотите за извоз на челик и алуминиум.